Прво благодарам за поканата, за да учествувам на една ваква конференција, која што сметам дека доаѓа во прав момент на отварање, на широко отварање на дискусијата за што е конструктивен капитал во Северна Македонија и евентуалното отстранување на сите влијанија на како што ги нарекувате корозивни капитали кои што можат евентуално да влизат во нашата земја. И веројатно ќе се насочам на одредени работи, но денеска би сакал да зборам за тоа што вие го имате направено и за кој што сум навистина благодарен, затоа што не само ги отварате темите, туку давате и предлози. Уште повеќе се радувам што во сите три документи кои што ги имате разработено, имате вклучено луѓе кои што разбираат што е праксата, но и што се институционалните капацитети или имале одредено искуство со да бидат дел од институциите, но знаат и што во реалноста може приватниот сектор да биде. Но уште поважно е што се наоѓаме на почетокот на преговорите со Европската Унија, во кој што исклучително е важно да имаме јасен консензус и голема инклузивност како за целиот процес, така и за нашите државни цели и придобивки кои што ќе ги добиеме од процесот на преговори. Целиот овој процес сметам дека е недоволно јасен за сите, дека овој процес не го правиме за ниту еден друг, туку го правиме за самите себе. На ова, веројатно, низ него ќе треба да се подсетуваме цело време. Дека процесот на преговори и усогласеноста наша го правиме само за нас себе си, за никој друг. Бидејќи на моменти звучи дека бирократскиот јазик кој што се користи, обемноста, притисокот за промена кој што ќе мораме да ја направиме, како и за европските институции кои за истото ќе не држат отчетни, може да звучи дека ќе ја поматат јасноста на тоа за кого сето ова го правиме. И јас ќе повторам, ова го правиме за нас себе си и за следните генерации, за никого друг. Не за некој кој што живее во Белгија или во било која земја на Европската Унија. И сите реформи кои ни следат треба да ги спроведеме, истите да ги следи промена на навики и секако јарек на свеста наша, на сите до еден. И затоа навистина уште еднаш ќе поздравам работата на Институтот на демократија во делот на приближување на земјата кон Европската Унија. Особено затоа што отварате теми кои што ќе значат промена на нашата свесност. Темите кои ги покриват документите кои денес се промовираат директно ги допираат и регулативите со кои Македонија ќе мора да се усогласи во престојниот период. Војната во Украина секако го насочи фокусот на Унијата на политики со кои треба да се обезбеди безбедно и непречено функционирање на економијата и тука механизмот за скрининг на директните странски инвестиции или FDI screening mechanism е од особено значење. И поради тоа ова регулатива е дел и од стратешкиот диалог со САД. Тоа значи дека владата го има идентификувано како таков и секако е спремен тоа да го направи. Но овде пред да влезам во документот, сам би сакал да нагласам одредени работи кои што и владата последните 2 години ги има превземена. И затоа се радувам што оваа дискусија, оваа конференција доаѓа во право време, зашто наскоро ќе бидат промовирани истите тоа што 2 години го работевме. Пред некаде година и пол излезе извештајот на State Department, во кој што има еден дел за FDIs и поддршка на инвестициите, кој што како секој друг извештај утврдува кој е реалната состојба. И имаше 2 клучни сегменти кои што мене ми оставија впечаток. Едното е дека даваат позитивно гледање на тоа што
од многу центри кои што се занимаваат со поддршка на инвестиции во државата се сведува на едно место, полека, и тоа е кабинетот на заменик председател на влада за економски прашања и инвестиции. И второ, велат дека но секако останува загриженоста на вклучување на различни нивоа под, што може да биде елемент за можно корумпирање на системот за поддршка на инвестиции. И секако, таков извештај имаше низа на други елементи, ама парафразирано вака изгледаше. Да не кажам, за да не звучи пред камерите, што точно предпоставувате. И ја тогаш реков, добро, како се ово да го адресираме. И тогаш со тогашниот директор на Фондот за иновации и технолошки развој му реков, видете, мораме, затоа што секогаш блеймот е на човекот, мораме да најдеме нешто што ќе го извади, ќе ја извади кривицата од човекот. И направивме еден предизвик и денеска сме на 90% готови со продуктот. Од 1. јануари 2023 ќе бидеме прва земја во регионот, можеби подалеку, кој што ќе воспостави дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција за поддршка на инвестиции, тоа е за давање на информации за инвестиции во нашата земја. Наместо да добивате 20 различни луѓе кои што ќе ви дадат 20 различни податоци за да евентуално профитираат со дополнителна информација која би ви ја дале, ќе го имате дигиталниот асистент кој што ќе ви зборува на 3 јазици, значи уште попаметен од вообичаено луѓето од другата страна, на англиски, на македонски, на албански. И изгора на тоа ќе добиете целосен извештај со чекорите кои што треба да ги пројдете за да дојдете точно кон целта, тоа е да добиете поддршка од страна на владата за одредена инвестиција. Независно дали е тоа странска или е домашна, затоа што знаете ние пред 5 години ги усогласивме политиките за еднаков пристап кон добрата на државата и за странските и за домашните инвеститори и затоа ги третираме како инвеститори само. Но јас сметам дека секако во овој момент на воспоставување на таков механизам, FDI screening механизам би требало да биде. Но кажувам дека подлогата е ставена. Во моментот кога тоа ќе го промовираме, мислам дека сите позитивно ќе бидеме изненадени, како што јас сум позитивно изненаден што се нуди таа алатка. И тоа не е затоа што луѓето не ни се битни, но затоа што треба да сватиме дека во ерата на четвртата индустриализација треба сите да се промениме. И дека улогата на луѓето ќе е битна, но не е одлучувачка. Затоа што владењето на право не е различно гледање на истите правила за различни пободи. И вториот момент, кој што веќе година дена го работиме, е со Светска банка во воспоставување на Management Information System за State Aid. Тоа има 3 клучни моменти. Прво, дигитализирање на 11 процеси, на 11 различни институции кои што оперираат со механизмот на State Aid. Второ, обезбедува контрола на искористеноста на механизмот државна помош, кој што се користи при поддршка на инвестиции. И трето, најбитно, овозможува алатка за следење на ефикасноста и ефективноста на државната помош, која што се користи за поддршка на инвестиции, но не само, туку и на други политики, затоа што видов во извештајот вие ги напоменувате токму сите институции кои што оперираат со механизмот на државна помош. Например, ние никогаш не го сваќаме или не сакаме да го сватиме дека Министерство за земјоделие и нивните агенции оперираат со најголемиот механизам и најголемите фондови за државна помош, кои што годишно ја дават, но никој досега не зборува за ефикасноста и ефективноста на тој механизам.
денеска да имам јас на располагање да подржам со 150 милиони евра компанија од приватниот сектор, знаете каков буст ќе направиме на економијата? Ние даваме 150 милиони евра во земјоделие на изминатите 10 години, а се соочивме заради кризата во Украина на недостаток на храна и затоа што сваќаме дека производството во земјоделие се намалува наспроти зголемување на субвенциите. Тој механизам е клучен за да сватиме дека каде одиме и какви политики креираме. И затоа навистина го поздравам, затоа што сметам дека FDI screening mechanism е дополнително на се ова што ќе се постави, затоа што ќе се постави една за секогаш, за да се елиминираат внес на корозивен капитал, кој што не би сакале ние воопшто да го имаме. Иако неформално можеби ние ќе го користиме, затоа што имаме сосема промена на начинот на како ги третираме инвестициите оперативно, сметам дека имањето на таков механизам со двете други алатки кои што ги кажав, ќе додаде на зголемување на транспарентноста, отчетноста, но и зголемување на кредибилноста на самата држава за третирање на инвестициите во земја. Затоа што ја не го гледам и затоа можеби една од работите во кои што би сакал различно да ги гледаме, ја не ги гледам FDIs различно него домашните инвестиции. Корозивен капитал може да имате и кај домашните инвестиции. И затоа мислам дека механизмот е битен, а инвестициите исто така се битни и треба да ги гледаме. И затоа овде сметам дека станува збор за хоризонтална активност која опфаќа и се протега со надлежност на повеќе министерства, истовремено представува и осогласување со ЕУ законодавството. Ке бара и хоризонтално владино покривање, секако и соработка со коморите, граѓанскиот сектор и останатите чинители или стейкхолдери. И овде навистина сметам дека Северна Македонија може да биде пионер во регионот за воспоставување и имплементација на FDI screening mechanism, и тоа е предизвик кој што ја лично го прифаќам. Покрај ова, денеска ќе се зборува и на втората тема, тоа е Carbon Border Adjustment Mechanism, кој се однесува на предизвиците со кои ќе се соочиме со вклучувањето на регионот во развојот на трговските и даночните политики на Европска Унија, како што е механизмот за прилагодување на границите на емисија на јаглерод диоксид, што ќе гарантира економски развој кој ќе ја следи и зелената агенда. Ние сме мала земја, но секогаш велам, независно на големината на земјата, влијанието позитивно или негативно секогаш може да биде големо. Се надевам дека во овој случај ќе научиме како може да биде позитивното влијание многу поголемо без разлика на големината на земјата. А за крај, темата која повеќе од една година сметам дека е една од најважните за дискусија и спроведување на мерки, е кон насока на nearshoring, кој сметам дека е излез од кризата и можност за зајакнување на целиот регион, преку зајакната интеграција на компаниите од земјата со европските синџири за снабдување. Имав едно прашање пред одредено време, ми вика да зборувате за nearshoring и за value chain, ама вие сте толку мали. Викам да, замислете, сме толку мали, но замислете го чипот колку е мал во една кола и затоа нема производство на автомобили никаде во светот. Толку сме важни и ние за различните индустрии. И можеме уште поважни да бидеме. Не зборуваме за големина на земја, не зборуваме за колку луѓе имаме, дали ние ќе успееме денеска да се поставиме на мапата во секторите во кои што се битни наредните 20 години и кои што ќе го донесат развојот наредните 20 години. Ја пред да влезам овде, зборував со господин Мизо, ама го зборував и во понеделникот, и зборувам последните 2 недели за работната сила, и некој се лути дека сум доволно искрен за да кажам дека имаме функционално неписмени
во Агенцијата за вработување, како тоа биле образовани, а биле функционални неписмени, да. Затоа што ако иднината се заснива на четвртата индустриализација, а повеќето од нас не разбира што значи вештачка интелигенција, мегатроника, роботика, machine learning, Internet of Things, значи треба да почнеме да учиме за да се прилагодиме. Затоа што тоа е еднината во која што сакаме нашите деца да растат, но и ние да уживаме од благодетите на таков раст. И затоа промената почнува од самите нас, а не од другите. Но првиот факт е да признаеме кај се наоѓаме. И затоа, почитувани, денеска големи теми имате на дневен ред. Јас на вистина сум отворен да зборуваме и денеска политичар како мене не треба подолго да зборува тоа што зборував, туку повеќе да слушна. И затоа за сите следни говорници со задоволство ќе ве слушам, затоа што сметам дека тоа што треба само да го знаете е да ја пренесам дека мојата посветеност на овој процес и за овие механизми е целосна, давам поддршка и секако отворена врата не само за граѓанскиот сектор, туку за сите кои што сметаат дека може да придонесат за подобро утро. Благодарам.